Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги пратеници, представници на владата. Денес ќе поставам 3 пратенички прашања. Првите две се за Министерството за локална самоуправа. Првото прашање сакам да го поставам во однос на и второто секако во однос на општинските проекти кои што започнаа да се реализираат од унгарскиот кредит и она кое што го имаме како чувство и во опозицијата, но и помеѓу граѓаните во сите контакти кои што ги имаме, е дека откако завршија локалните избори, интензитетот на овие проекти опаѓа и секако чувството е дека владата со намален интензитет работи на овие проекти кои што беа најавени како многу значајни за граѓаните. Дали се должи на губење на фокус кон локалните средини, веднаш штом завршија локалните избори, е прашање за владата, но и прашање за кое што граѓаните бараат искрени одговори. Ова го говорам од повеќе аспекти. Прво, јавниот пиар на владата кој што го имаше пред локалните избори, во кој што се најавуваат 250 милиони евра годишно како предизборно ветување, но и како владино ветување за реализација на проекти во општините, беше нереално, неостварливо, но секако и неостварено, имајќи во предвид дека во 24-та година се реализираа 0 денари за овие проекти, во 25-та година беа предвидени 100 милиони евра, па потоа беа со ребаланс намалени на 40 милиони евра, што е огромно потфрлање во проценките за буџетот за 25-та, а за оваа 26-та година се проектирани само 50 милиони евра за овие проекти, што значи се ветувале 250 милиони евра годишно, а се реализираат некаде околу 40 милиона евра годишно за овие локални проекти. Пред неколку седмици за пратенички прашања го поставив слично прашање во однос на овие проекти во делот на реализација на средства за локалните проекти од овој кредит, но тогаш не добив конкретен одговор, добив некои паушални бројки кои што немаат врска со реалноста, но она кое што успеав да го обезбедам се овие бројки дека нема ниту приближно реализација на овие проекти кои што беа ветувани пред граѓаните. Првото прашање конкретно ми е дали ќе има нови повици за општините за реализација на ваков тип на проекти, а второто прашање до локална самоуправа е дали во Министерството сметаат како промотори на овој проект дека е погрешно ветувањето за тие фантастични 250 милиони евра годишно во локалните средини, или пак сметаат дека ветувањето било на место, но реализацијата во општините потфрлила. Третото прашање го поставам до министерот за здравство и се однесува за изградбата на клиничката болница во Штип, како еден многу значаен капитален проект за цела Источна Македонија со преку 34.000 метри квадратни површина, преку 300 легла и така натаму. Го знаеме значењето на овој проект и морам да споменам дека ВМРО ДПМН како опозиција на неделна основа одржуваше пресконференции каде што ветуваше дека само што ќе се дојде на власт, веднаш ќе се започне и ќе се продолжи со реализација на проектот, кој што и tekako имаше затечени проблеми, но денеска еве после 2 години од владењето на ВМРО ДПМН нема никакво поместување на овој проект. За волја на вистината, уште во 24-та година во јуни, кога се формираше новата влада, се ветија градежни активности од септември 24-та година, што секако не се исполни, па потоа беше ветено дека од 25-та ќе се започне и тоа не се исполни. Денеска сме веќе 26-та, еве ќе дојде новиот септември 26-та и повторно се уште нема некакви раздвижувања на терен. Она кое што сакам да го поставам како конкретно прашање до министерот за здравство е дали и кога ќе се продолжи со реализација на овој многу значаен проект, дали се обезбедени средства и кој ќе биде текот на реализацијата на овој проект. А првите две прашања ги поставувам во писмена форма, бидејќи нема присутен ниту министер, ниту заменик од локална самоуправа. Благодарам. Благодарам.